На каков прием наидувате кај граѓаните? Дали ве подржуваат? Сваќаат ли пораките? Најголем дел од народот е определен, веќе е завршено, предолго трае оваа ноќна мора и луѓето веќе имаат свој став. Најголем дел ќе бойкотираат референдумот, доколку не биде фалсификуван, нема да успее. Јас сум сконцентриран на изборна единица 4 и 5. Тоа е од Крушево па се до Струмица, преку Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Прилеп, Битолско, Пелагонија и така натаму. И ќе одам од врата на врата да се видам со луѓето, да појаснам. Материјалите се готови. Тие јасно објаснуваат како треба да се постапи. Ние, за жал, имаме контрапропаганда на теренот. Контрапропагандата објаснува дека, таа е предизвикана, односно структурирана од страна на господинот Заев и некои соработници што се представуваат како опозиција, а се блиски до Мицковски. Имено што прават? Тие велат дека треба да се излезе на референдумот, да се гласа против, бидејќи Заев изјавил ако изгуби на референдумот дека ќе даде оставка. Тоа е повеќе од јасно дека е лага. Барање на оние гласови кои што би бойкотирале да излезат да гласат против за да се направи цензус. Најверојатно е дека, јас сум 100% сигурен дека цензус нема да има. 900.000 народ нема да излезе на 30 септември и по моје длабоко убедување не треба да излезе. Веќе наредната година може да се организираат специјализирани, прецизни референдуми кои што ќе го отцртат мислењето на народот или да се даде простор да народот му се објаснат детално правците по кои треба да се движиме, но да го убедиме преку формирање на национален консензус. Очигледно немање на национален консензус, немање на црвени линии, немање на јасна политика што се македонските национални интереси ќе доведе до тоа цепање. И сега они прават еден заокрет на овој референдум, ќе се обидат дел од граѓаните да ги изманипулира, посебно во руралните средини, каде што нема доволно информации, каде што, да речеме, дел од населението е по наклонето кон партиско информирање. Значи, доаѓа партиски комесар и вели ти сега мора да гласаш за или мора да гласаш против. И тие без поговор, без размислување тоа го прават. Јас ќе се обидам со една поголема екипа да допрам до што повеќе луѓе директно, очи во очи, да го дадам тој материјал и ако нешто не е јасно да објаснам. Затоа што со искачањето и гласање против, вие му давате исто како да се гласале за, односно му давате цензус на Заев. И Заев е многу помалку битен, Заев е марионета. Во оваа игранка тој е изберен да ја докречи Македонија и на нас не ни е битно Заев ќе го нема, меѓутоа Македонија да ја има. Еден убав ден ќе дојде некој друг премиер, можеби и од таа партија, можеби од ВМРО, можеби од некоја трета партија. Но дали Македонија ќе биде се уште Македонија или ќе биде Северна Македонија или ќе биде кантонизирана држава или ќе биде држава која што е пред распаѓање, е многу битно во овој момент да го спречиме. Имено, овие големи структури го ценат капацитетот за имање на држава. Ако они сметат дека може да ве газат, дека вие ќе се повлекувате и понатаму, тие ќе ве газат. Затоа што се тоа меѓународни интереси и тука не се битни 100.000 граѓани на Куманово. Битни се милиони граѓани, милиони квадратни километри територија, отцртување на нова геополитичка стратегија, глобално и се разбира милиарди долари или евра во воена опрема. Така што они би не прегазиле, ние би биле статистичка грешка, доколку самите не побараме друг начин. Тоа според мене е бојкотот. Господине Петровски, во јавноста во последно време се појавија повеќе шпекулации во врска со подпишаниот договор со јужниот сосед. Доколку се направи една паралела од ваша перспектива, што ќе добие, а што може и дали може нешто да изгуби Република Македонија? Дали со овој подпишан договор се задира во македонскиот идентитет? Не само што се задира во идентитетот, ова е последната фаза на бришење на Македонија како проблем кој што се појавува во 19 и 20 век. Многу малку луѓе сметаат, не знам, можеби тоа е недостаток на информации или едноставно игнорирање на работите, дека историскиот контекст има своја битна улога во ова што ни се случува денеска. Јас секој пат го појаснувам она што ни е проблем со Грција на следниот начин. Во 1913 година Македонија беше поделена. И тоа на 3 дела големи и еден мал дел во Албанија. Србија,
Бугарија и Грција. Грција зема 51% од територијата на Македонија. Тоа е најплодниот дел, житницата, од каде што може да се прехрани цела Грција. Тоа е она што нацистите го правеа во Втората светска војна со Украина и со Полска, значи проширување во лебен спейс, простор за живење. Инаку Грција, без тој дел од Македонија во 913 година, таа година е анектиран и Крит, е едноставно Пелопонез, односно Карпи. Немаат од што да јадат. Сега, поделбата на Македонија во 913 година е завршена со тоа што е избришена Македонија и е избришен македонскиот народ. Тој не постои нити во Грција, нити во Бугарија, но не постои ниту на овој простор. Овдека, да се разбереме, не е Вардарска Македонија, него е Вардарска Бановина. Еве, кумановци добро знаат, тука има луѓе што повеќе се сеќаваат, упатени се и Куманово е измешано меѓу македонци, срби и така натаму. Значи, бришењето на Македонија се смета во 913 година како решение конечно на македонското прашање, на македонскиот проблем, кој што е коска во грло на политиката кон крајот на 19 век и почеток на 20 век, вклучително и Првата светска војна. И што се случува? Тие сметале дека ќе ги избришат македонците, ќе избришат Македонија и нема веќе да има проблем. Но тој проблем е само привидно затворен. Продолжува да постои ВМРО како историска организација, која што го одржува огнот жив до Втората светска војна. Во Втората светска војна се формира отпор во сите три дела на Македонија. Во овој дел партизанските одреди се наречени по имиња на револуционери од Илинденско време, Никола Карев, Гоце Делчев и така натаму. Тоа е едно движење кое што доведува до формирање на модерна Република Македонија. И модерна Република Македонија немало да остане само на овој дел. Тито има договор со Димитров да се врати и Пиринска Македонија, или како дел на репарација, или едноставно на македонците да им се дозволи да се изјаснуваат како македонци. После 45-та во првите години македонците и се изјаснувале слободно и во Бугарија, односно во Пиринскиот дел на Македонија, и ги има во документите, односно во пописите. Исто така македонците долу тргнуваат во граѓанска војна, односно за ослободување на тој дел доле, Егејскиот дел, што е задушено дури во 48 година со масовен екзодус. Во над 40 држави се расфрлани деца македонци, кои што подоцна се добар дел се вратени во Република Македонија денешна, но дел се загубени, односно се претопени во државите каде што живееле, од Полска па преку Украина, Беларусија, Унгарија и така натаму. Тоа е вториот удар и јас би го изедначил со на некој начин ерменскиот геноцид. Значи, ако за ерменскиот геноцид зборуваме дека после Холокаустот на евреите е еден од најголемите геноциди во историјата на Европа и на човештвото, тогаш веднаш рамо до рамо македонскиот геноцид е тука некаде и треба да се истражува. Меѓутоа има еден проблем за разлика од ерменскиот. За ерменскиот сите зборуваат, а за македонскиот геноцид никој не смее да зборува и не го утврдуваат како факт или сакаат да го избришат. И сега, на кај 90-та година и доаѓаме до договорот сега со Грција, проблемот упорно остануваше. Тие мислеа дека ја поделија Македонија, дека ја уништија, но македонскиот народ и дел од територија во 91 година се вратија под истото име како што беше 913 година. Значи се врати Македонија, се врати македонскиот народ, односно беше признат како постоење. Прво беше во Југославија, а сега се одвои 91. Со самото враќање 91 година се појави проблем за Грција. Имате проблем со имоти, имате проблем со македонци кои што се таму, ако имаат своја матична држава, може да почнат да го развиваат културниот идентитет и да имаат па дури и сецесионистички движења. Вие ако погледнете на YouTube вашата цената публика, да речеме да искуцаат Македонико Мераки во Срч, ќе видите дека македонците во Егејска Македонија ден денеска до вчера, што би се рекло, имаат свој собери, слушаат само македонска музика, имаат свој посебен идентитет. Незатварањето на овие прашања од страна на Грција е секогаш дамоклов меч и опасност за нејзината целина. Посебно што
не е само Македонија како проблем. Од едната страна има Турција и поделбата на Кипар, и од другата страна ја има Чамерија, односно северно-западниот дел на Грција, каде што има околу 1 милион албанци. Јас сум имал дуели во Македонија со представниците на албанското малцинство, во кое што тие отворено зборуваат дека една од наредните фази е секако и тој дел во обединувањето на Албанија. Тие не скриено зборуваат за обединувањето на Албанија, кое што е дефинирано во 1998 година во една програма која што е објавена од Албанската академија на науки. Што значи дека грците се свесни на тоа. Они сакаат да го затворат ова за да си го обезбедат својот интегритет. Оти во иднина Грција нема да се соочува само со македонскиот проблем. Тие го имаат албанскиот проблем, имаат проблем со турците. Се разбира, сметаат дека сме ние најслабата алка, дека нас може најлесно да нас кршат и затоа притискаат најсилно. Ако успеат оваа фаза да ја завршат, верувајте ми, Трага ќе остане од емисијата, наредното ќе биде справување со албанците или албанците ќе се справуваат со нив. Но албанците сега во моментов работат на Косово, евентуално ако може да ја кантонизираат Македонија и на делови од Црна Гора. Се е ова дефинирано во документ. Тие работат во документ кој што им ги има дадено идеолошките карактеристики, правци, магистрали кои што треба да делуваат и се разбира и дури во својата химната на Албанија е зацртано дека тоа се тие правци по кои што ќе делуваат. Така што Македонија се наоѓа во една сосема лоша позиција. Позицијата е во која што сме ставена е од недостаток на разбирање на овие карактеристики што ви ги зборувам. Никој не ја базира својата дневна политика, по најмалку Грција, на расположението на политичките елити во Атина, како што денеска им текнало или се договориле. Длабоките корени се 913 пред 913 1878 година и така натаму. И сега, ако они го формираат во континуитет своето агресивно однесување према Македонија, од оваа страна никој пат не наидува на соодветен одговор, дека барем се разбираат процесите зашто тоа се прави и да се бара поинаков пристап. Во спротивно, дојдовме на ова дередже, значи нашите елити од желба да се додворат на странските фактори, прифаќаат се, дури не убедуваат, овие активистите на Заев зборуваат од врата на врата, никогаш дека немало Македонија. Значи, сега ќе сме го сменели името од Фиром во Северна Македонија, ќе сме станеле сега Македонија. Јас сакам да го оспорам тоа. Во 1991 година донесовме устав, во уставот пишува Република Македонија, а во 1993 година сме примени со измама во Обединети нации, измамата ја направи Киро Глигоров и тогашната номенклатура на СДСМ, дека тоа е привремено име за 2 месеци. Се разбира, тоа не се оствари, остана до ден денеска и сега го користат како нивен аргумент нивното предавство од 1993 година. Секогаш бевме Република Македонија и треба да останеме Република Македонија. Ќе бидеме сметани за палјачо на меѓународната политичка сцена. 140 држави не признаваат под уставното име и сега би требало да ги известиме дека сме го сменили уставното име и сето што го правевме во 25 години не важи. Затоа мислам дека единствена можност ни е пропаста на референдумот, расчистување на политичкиот хаос, расчистување со корумпираните политички елити и на лево и на десно и едно народно собрание, народот да избере своји првенци кои што овие работи на друг начин ќе ги постават. Колку и да боли. Нема држава без болка и без мака. До сега повеќе